Na pad za Vitlejem. Поминавме низ еден период на промени, 40-дневниот Божиќен пост, и станавме сведоци на една посебна, највеличествена промена. Вечниот Бог стана човек. Изминатите 40 дена ги поминавме, обидувајќи се да се преобразиме, да станеме поскромни и подарежливи, да станеме послични на Христа, за да можеме достојно да сведочиме дека нашиот Господ доаѓа во светот како нас, за да не спаси и да го врати спасението на нас. Ова е период на дарежливост и мудреците треба да ни се вистински пример. Не знаеме колку мудреци имало Евангелието по Матеј, не дава број, но знаеме дека доаѓаат од исток и дека на новородениот Христос му подаруваат злато, темјан и смирна. Замислете го тоа. Луѓе кои се културно и духовно туѓи на Христос доаѓаат да го поздрават новородениот цар. Тие слетат звезда и патуваат стотици километри или повеќе за да бидат во присуство на Христа. Колкумина од нас кои имаат можност да се сретнат со него, не се ни обидуваат да појдат на пат 5 или 10 километри за да се сретнат со Христос, да бидат во неговото присуство. Овие странци му подарија на Исус вредни подароци. Често луѓето прашуваат што ќе прави мало дете со злато, темјан и смирна. Точно, таквите подароци се безвредни за новороденчето, меѓутоа, овие дарови зборуваат за две работи. Прво, мудреците го препознаваат Христос како цар и му нудат дарови што му доликуваат на еден цар. Второ, во духот на дарежливоста тие го нудат најдоброто што го имаат за младенецот, кој е роден во пештера, роден во место што требаше да има дом за него, но за него никаде не се најде место во Витлеем. Каква силна поука можеме да земеме од ова? Овие мудрици, потполно непознати луѓе, раѓањето на Христа го прават топ тема за патување и го почитуваат богомладенецот, му нудат вредни подароци, кога веќе Витлеем не можел да му понуди ни место за раѓање. Ова е причина зашто велам дека ова е период на дарежливост. Што му нудиме ние на Христа? Што им нудиме на другите? Во сето она што го правиме како христијани, нашиот повик е да го препознаеме Христа во другите, да го бараме кај другите на ист начин како што го барале мудреците. Нашиот повик е да бидеме отворени со нашите дарови и љубов кон другите, слично како што мудреците биле за новородениот Христос. Колку пати ние во нашите животи знаеме и гледаме како другите страдаат, без разлика дали тоа страдање е физичко, ментално, финансиско, па дури и духовно, и ги оставаме едноставно грачејќи ги рамењата, без да им го дадеме најдоброто од себе. Наместо да ги бројат благословите и да ги споделуваат, луѓето повеќе се фокусираат на тоа колку пари имаат во банка, пари што не можат да ги земат со себе кога ќе заминат од овој свет. Да, денес славиме, но истовремено се подсетуваме на потребата да бидеме понизни, да го следиме Христа подготвено и достојно. Никој од нас не е поголем од Бога и тоа секогаш треба да го имаме на ум кога се среќаваме со другите. Мудреците кои биле цареви, научници, а немале религиозна или лична причина да го посетат и да му даваат подароци на богомладенецот, а сепак биле понизни пред Христа. Ако самиот Бог може да се понизи да стане човек, не можеме ли да го правиме истото тоа и ние во нашите животи? Додека празнувате, размислете за понизноста и великодушноста со кои сме повикани да ги живееме нашите животи. Христовото раѓање ни го врати спасението, но ние, преку нашиот пост и молитва, дела и зборови, треба да се удостоиме за тоа спасение.
Нека ви е благословен Божик и уживајте во празниците што предстојат. На пат за Витлеем.